Земјотресите се природна појава што со векови ја обликува историјата на Балканот. Македонија е дел од сеизмички активен регион, а токму затоа во Скопје постои институција која секојдневно ја следи сеизмичката активност и таа е Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет. Ова институција е единствената во државата што врши сеизмолошка служба, односно ги регистрира и анализира земјотресите во Македонија и по широкиот регион. Идејата за основање на една самостојна сеизмолошка станица потекнува далечната 1949 година. Тогашниот Југословенски сеизмолошки сојуз при Универзитетот во Белград дал иницијатива за основање на неколку сеизмолошки станици, меѓу кои што и сеизмолошката станица во Скопје. Меѓутоа, веднаш после давањето на оваа иницијатива била прекратена иницијативата од причина што Југословенскиот сеизмолошки центар при Универзитетот во Белград преминува во Сеизмолошки центар на Србија. Повторно ова иницијатива за основање на сеизмолошка станица била заживеана во 1953 година, за да веќе на 29 јуни 1955 година со одлука на Сенатот на Универзитетот во Скопје била донесена оваа одлука за оформување на самостојна сеизмолошка станица во Скопје. Еден настан сепак за секогаш ќе ја одбележи историјата на оваа институција. Разорниот земјотрес во Скопје во 1963 година не само што го промени ликот на градот, туку и ја забрза научната работа и развојот на сеизмологијата во земјата. Некако земјотресот што се случи во 1963 година делуваше позитивно во насока на развојот, научниот развој на оваа институција. Така да во тој период, веднаш после Скопскиот земјотрес, голем број на научници, познати научници сеизмолози од светот пристигнуваат во Сеизмолошката обсерваторија и самата Сеизмолошка обсерваторија својата наука ја развива во насока на примена на најсовремените методи при сеизмолошките наблюдувања, како и нивната научна интерпретација. По земјотресот во Скопје пристигнуваат бројни светски научници и сеизмолози, а обсерваторијата започнува да ги применува најсовремените методи за следење на земјотресите. Во 1966 година Сеизмолошката станица прераснува во Сеизмолошка обсерваторија. Во истиот период се отвараат и нови сеизмолошки станици во Охрид и Валандово, со што се создава мрежа за следење на сеизмичката активност во Македонија. Но како всушност се анализира еден земјотрес? Во лабораториите на обсерваторијата, секој потрес што ќе се случи, без разлика дали во Македонија или на другата страна од светот, веднаш се регистрира и анализира. Истиот момент кога ќе се случи еден земјотрес на територија, дали било на Република Македонија или пак било каде во светот, веднаш пристапуваме кон негова анализа. Имајќи во предвид дека во момент ја користиме последната, односно третата генерација на сеизмолошки инструменти, која користи практично тоа се дигитални сеизмолошки инструменти и записот стига тоа е континуиран запис кој што во реално време пристигнува во Сеизмолошката обсерваторија. Современата технологија овозможува континуирано следење на сеизмичката активност. Преку дигитални инструменти и телеметриска мрежа, сигналите од земјотресите пристигнуваат во реално време во Скопје. Во моментот на вчитувањето на земјотресот веднаш тргнуваме со негова анализа. Го анализираме случајниот земјотрес, односно ги добиваме основните параметри за земјотресот. Тоа се неговите точни координати, неговата длабочина, магнитудата. Тимот на обсерваторијата во рокот само неколку минути ги утврдува основните параметри на земјотресот: координатите, длабочината и неговата магнитуда. Паралелно се собираат информации од граѓаните за тоа каде и колку силно бил почувствуван потресот. Постоењето на ваква институција е особено важно за Македонија. Историјата покажува дека на оваа територија се случувале силни земјотреси со магнитуда поголема од 6 степени. Потребата е навистина голема, затоа што ако погледнеме во на сеизмолошка историја на веќе случајни земјотреси, можеме да кажеме дека оваа територија од секогаш имала умерено силни до силни земјотреси и всушност доказ за тоа се многобројните земјотреси чие што магнитуда е во групата на силните земјотреси, значи поголема од 6, како што се земјотресите во Валандово 1931 година, земјотресот во Пехчево, кој што е најсилен земјотрес на копнениот дел на Балканскиот полуостров со магнитуда 7,8. Значи со еден збор, навистина е оправдано постоењето на ваква институција на нашата територија.
Покрај следењето на земјотресите, Сеизмолошката обсерваторија има и научна, образовна и истражувачка улога. Во нејзината библиотека се чуваат научни книги стари повеќе од 2 века. Тука се организираат предавања, работилници и едукативни посети за ученици и студенти, со цел подигнување на свеста за земјотресите и мерките за заштита. Во моментот се наоѓаме во просторијата, или тоа е нашата позната библиотека, каде што датираат книги, морам да кажам, од некаде од 1800 година и навака, значи имаме еден богат фонд на книги, значи богат библиотечен фонд. И овдека во оваа просторија всушност ние вршиме предавања, како и интерактивни работилници. Сето тоа е наменето за децата од предшколска возраст, за децата во основно и во средно образование. Меѓутоа како институција остануваме отворени и за сите оние граѓани кои што сакаат да слушнат нешто за земјотресот како природна појава и нормално истовремено нели да ги запознаеме граѓаните, децата, целата јавност со мерките за заштита од земјотрес. Во лабораториите се чуваат и инструментите со кои започнала историјата на сеизмологијата во Македонија. Сеизмолошката обсерваторија од своето постоење од 1957 година до ден денеска има претрпено повеќе развој, барем технолошки развој во кој се опфатени или самите сеизмолошки инструменти. Конкретно во оваа просторија имаме 2 генерации на сеизмолошки инструменти. Тоа е среднопериодичниот сеизмограф од типот на Мајнка, што е тука од самите почетоци на обсерваторијата во 1957 година. Интересно за овој инструмент е дека истиот бил во функција за време на Скопскиот земјотрес 26 јули 1963 година. И имајќи во предвид дека земјотресот веќе е познато дека има магнитуда 6,1 според Рихтеровата скала, односно почувствуваност или интензитет според Европската макросизмичка скала 98 од 9 степени, бил прилично разорен, како што знаеме, имајќи во предвид дека инструментот не е соодветен за толку силни регистрации, да ги регистрира толку силни земјотреси. Самата игла што ја има во самата игла што го прави записот на чадената хартија на овие цилиндри што постојано ротираат практично, била откачана заради силината на земјотресот и конкретно на оваа фотографија, односно на овој постер, можам да ви покажам дека има една бела точка. Таа бела точка значи дека записот Скопскиот земјотрес наш немаме. Меѓу другото, сите записи што ги имаме се донација од соседните земји и не само соседните, туку европските и сите светски земји. Еден од најинтересните експонати е сеизмографот што бил во функција за време на Скопскиот земјотрес во 1963 година. Но поради огромната силина на потресот, инструментот не успеал да го регистрира целиот настан. Промената на истите настанува околу 90-тите години, кога се заменуваат со дигитални сеизмометри. Меѓутоа, тие дигитални сеизмометри работат во така наречени тригер модови, а не е она како што после 2005 година, односно последната генерација на сеизмолошки инструменти, кои работат со континуиран мод, односно со попатна телеметрија и формирање на сама телеметриска сеизмолошка мрежа. Денес, благодарение на модерната телеметриска мрежа и дигиталните сеизмометри, сигналите од земјотресите се регистрираат со висока прецизност. Овие податоци не само што се анализираат во земјата, туку се споделуваат и со меѓународните сеизмолошки институции. Иако науката се уште не може прецизно да ги предвиди земјотресите, сеизмолозите постојано работат на подобрување на системите за следење, анализа и информирање на јавноста. Во последно време многу често се бориме со лажните изјави, затоа што единствена институција во државата која што може да говори за дејностите на сеизмологијата и науката сеизмологија, тоа е Сеизмолошката обсерваторија, бидејќи ние сме тие единствените кои што всушност правиме регистрирање на земјотресите и комплетна анализа. Анализата на Сеизмолошката обсерваторија не се состои само во дигитализација на сигналот, во анализа, интерпретација, него и понатаму, кога се водат дискусии, значи различни научни трудови, во интерпретирање на сето она што се случило во внатрешноста на земјата. Сеизмолошката обсерваторија во Скопје повеќе од 6 децении ги следи движењата на земјата под нашите нозе. Нивната работа можеби е невидлива за јавноста,
но е клучна за научното разбирање на земјотресите и за безбедноста на граѓаните.